како да се решат сите проблеми. Го знам. Ми дојде на сон, додека спиев. Ама го знаете и сите вие овде. Денот, кога Македонија ќе влезе во Европската Унија, во тој ден Македонија повторно ќе се обедини и ќе можеме непречено да одеме кај нашите браќа македонци во Егејска и во Пиринска Македонија. Истовремено и албанците ќе се имат нивната голема Албанија. Ќе имаме демократија, ќе имаме нормален живот, без омраза, без страв и верувам со повеќе пари. И ќе ставаме крај на ова налудничаво владење. Ги слушав внимателно разговорите. Сакав да кажам неколку работи од нив, но не можам освен една реченица. Овие кои што ги слушам се болни луѓе. Јас не навредувам. Кога велам болни, овие луѓе сите имат диагноза. Такво злобно, такво хистерично, такво сотонско смеење над судбината на кутрите македонски граѓани. Тоа не е нормално. Само ненормален човек може да се посмева на братот Љубе Бошковски, кој што со сите мани и доблести ја бранеше оваа држава. Да се посмева на кутрите македонци од Пустец, кои што станаа човечиња. Да се посмева на ромите, кои што се цигани влечени за уши. Премногу момент има во разговорите кои што ги слушавме. Но една работа никако не можам да ја сварам. Ја гледав репризата на говорот на нелегитимниот премиер Никола. Зборува, ама нели таму имаше народ, вие не сте народ. Вие шо сте? Да беше Јанкуловска ќе кажеше стока, но вие сте најубавиот народ. Зборува. Груевски и на крај за да ги убеди вели, не знаете вие мене, јас сум Никола. Абе Никола, нормален ли си бе Никола? Па те слушавме бе Никола, што зборуваш? Зборува за рушење на објекти, зборува за избор на измама, зборува за купување на плацеви, па тоа е бизнисмен. Премиер на една држава знае колку столба биле срушени од зграда. И уж ни викаме, знаете вие мене Никола. Проблемот е што на вистината знаеме, но овој пат сите ќе те дознаат. Ние, затоа ја нападнавме оваа македонска радиотелевизија. За сите македонски граѓани и во најоддалечените македонски села, места, населби, да ја слушнат вистината за Македонија. Бидејќи, за разлика од вистината на Никола, која што е како шило и врти и на крај ќе исплива, ќе избуши на површина. Вистината за Македонија е како копје кое ќе се забие директно во нивното нечесто срце. Синоќ ќе читам еден новинар, председател е дури на едно новинарските овие здруженија. Анализа, што да ви кажам, ама јас сум неубен, не разбирам